одлични инсерти, одлично едно кратко видео. За луѓето се работи. За луѓето се работи, дефинитивно за луѓето се работи и така и треба да се работи. Иако ќе зборуваме на една прекрасна тема, нешто што навистина сме го немале можеби во утринска на Телма. Инаку станува збор за една стратегија и една специфична кампања на Центарот за развој на Источниот плански регион, каде што станува збор за информирање и запознавање на локалното население, на локалната самоуправа, на бизнис секторот и здруженијата на граѓани во Источниот плански регион, и тоа за придобивките од заштитените подрачја. Меѓутоа, многу повеќе за сето ова ќе зборуваме со две прекрасни дами, со Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој на Источен плански регион на Македонија, и Маријана Шушлевска, координатор на програмата за зачувување на природата. Меѓутоа, вие меѓу другото си воциравте спомени, се познавате и многу ми е драго што зборуваме. Убав повод, дефинитивно убав повод. Се надевам дека искуството работејќи на ваков проект навистина е возбуда и за вас. Да, секако. Се разбира дека е така. Ајде да почнеме од Драгица во однос на став за потребата за прогласување на вакви заштитени подрачја. Вака сега во однос на заштитените подрачја, ние во Источниот плански регион не можеме многу да се пофалиме, барем од досегашниот период, бидејќи ако се земе во предвид дека досега во Република Македонија има прогласено 86 заштитени подрачја, од кои што само 7 се наоѓаат во, можам да кажам, не Источниот плански регион, него сливот на река Брегалница. А секако нашиот регион се наоѓа во сливот на река Брегалница со 11 општини од регионот. Тие 7 заштитени подрачја фактички опфаќаат површина некаде од 70 хектари, што представува некаде 0,03% од вкупната површина заштитени подрачја во Република Македонија. И претежно тоа кај нас не се заштитени подрачја, повеќе се еден вид на природни реткости, од аспект на тоа што имаме само едно поголемо подрачје, шума, тоа се мурите, додека останатото се или поединачни стебла или групи на стебла, како што се дабот во Бели, платоновите стебла во Мородвис, црната дудинка во Лесново и така натаму. Значи не се работи за некое си големо заштитено подрачје. Меѓутоа, еве со работењето на овој конкретен проект, програмата за зачување на природата во Македонија, еве уште еднаш голема благодарност на донаторот. Тоа е Швајцарската агенција за развој и соработка, Хелветас, и нашиот национален координатор Фармахем од Скопје. Еве овде е госпогицата Маријана Шушлевска како тим лидер на овој проект. Ние сме Центарот за развој стратешки партнер заедно со 11 општини во регионот. Започнавме поинаку да размислуваме во однос на тоа што значи заштитено подрачје, кои се придобивките од заштитените подрачја. Ако досега постоеше едно размислување кај поголемиот дел и на градоначалници и општо кај населението на жителите во регионот, па и кај мене, нормално, јас не се изоставувам, дека ако се каже заштитено подрачје, всушност со заштитувањето на подрачјето се кочи на некаков начин економскиот развој. Нормално дека секој кога се постави на една таква функција како градоначалник на општина, приоритет му е економскиот развој во регионот, подобрување на стандардот на жителите во регионот, нормално нели сето тоа. Така да постоеше таа фама дека со заштитување на одредено подрачје ќе постојат одредени критериуми кои што ќе го кочат идниот развој. Меѓутоа, со имплементацијата на оваа програма, веќе 4-5 година, најдувате на аплаус и поддршка од страна на населението, завршува програмата, се расчистија голем број на дилеми меѓу сите нас. И фактички сите станавме свесни дека кога се каже заштитено подрачје, не значи стопирање на економски развој, туку напротив, заштитувањето на природата треба да оди паралелно со економскиот развој, бидејќи придобивките од заштитеното подрачје на луѓето кои што живеат во самото заштитено подрачје се навистина големи. Да, бенефитите така. Да. Маријана, како координатор току на програмата, кои се целите и активностите конкретно да им
споменеме на гледачите внутринска. Така, првин поздрав до вашите гледачи на Телма телевизија. Благодарност за можноста да презентираме дел од резултатите кои што беа спроведени во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Во изминатите 4,5 години, може би веќе се навршуваат 4,5 години, работиме на различни активности и на различни нивоа со една заедничка цел, а тоа е да помогнеме на Република Македонија како програма, како проект во зачувувањето на биолошката разновидност и природата воопшто. Особено актуелен периодов. Темата природа и заштитата на природата и зачувувањето на природните вредности е, како што и директорката Здравева веќе спомна, малку понеинтересна тема, барем во изминатиот период, кога се работи на ниво на власти, почнувајќи од локално па завршувајќи и до централно ниво. Поинтересни теми се економскиот развој, социјалните проблеми и така натаму. Меѓутоа оваа програма беше конципирана на еден интересен начин да, почнувајќи од национално ниво, со интервенции како изработка на национална стратегија за заштита на природата, многу важен стратешки документ, од каде што како држава треба да почнеме во спроведување на низа активности за зачувување на природата, која што навистина ни е многу убава во државата, иако сме многу мала држава по територија, сепак по бројот на видови, како растителни, така животински, и живеалишта и предели, можеме да се пофалиме дека навистина имаме едно големо разнообразие и тоа е нешто што е како богатство, кое што навистина треба да го зачуваме, не самото по себе, но бидејќи истото може да ни донесе и локален и национален, економски, социјален развој. Значи, на национално ниво, покрај оваа спомената стратегија за заштита на природата, ние во програмата поддржавме и активности на Шумарскиот факултет во Скопје, во соработка со Бернскиот универзитет од Швајцарија, каде што целта беше да малку и во наставните програми на факултетот внесеме некое освежување во смисла на малку поинаков пристап кон шумите, како многу важни екосистеми, да речам, значи многу важни живеалишта за различни видови растителни и животински, да во самата наставна програма има пристап кон гледање и на овие делови од екосистемот, бидејќи во шумарството најинтересна работа е колку кубици метри на дрва ќе се исечат. Да, така да сакавме уште од образовниот систем кај идните шумари да ги промовираме, да речам, новите текови во светот во областа на шумарството, каде што другите шумски производи и tekako се важни, ако сакате и од економски аспект, бидејќи сите тие доколку одржливо се користат, можат да донесат бенефити за локалното население. На регионално ниво, ако ми дозволите. Да, како не. Инаку гледаме сега илустрации за гледачите, прекрасни видеоилустрации и од Берово и од Пекчево, прекрасно. Истокот. Нели? Истокот. Додека уживаме вашиот разговор, дефинитивно уживаме и со овие фотографии. Поведете. Така, значи наш стратешки партнер покрај Министерството за животна средина и просторно планирање е Центарот за развој на Источен плански регион, бидејќи целиот фокус на оваа програма всушност е насочен кон Источниот плански регион или пошироко малку брегалничкиот слив, на кој што не беше доволно внимание посветено во изминатиот период од областа на заштитата на природата и токму заради тоа можеби се и малиот број на заштитени подрачја во овој дел. Не дека таму нема природни вредности. Реализирајќи ја нашата програма, направивме едно истражување кое што траеше година и пол, во кој што беа вклучени еминентни експерти од областа на биолошката разновидност, па и шумарството и земјоделието, и дојдовме до податоци и сознанија кои што навистина се изненадувачки колку овој дел од нашата држава изобилува со природни богатства.
Покрај тоа имавме компонента која што е многу значајна, изработка на просторен план за источниот плански регион, исто така многу важен стратешки документ, студија и стратегија за развој на одржлив алтернативен туризам, не оној туризам кој што е многу привлечен досега за стандарден комерцијален, да речеме. Да, комерцијален со големи хотели и некои работи кои што и активности кои што влијат негативно врз природата. Сакаме во овој регион да покажеме дека и општините, иако немаат езера, како другите општини во државата, сепак имаат многу природни вредности кои што можат да ги понудат на туристите и за кои што туристите на вистина би посакале да ги осетат вредностите кои што може да ги понуди источниот плански регион. Така, и Драгица, Маријана, сметате ли дека источниот регион можеби беше малку позапоставен од западниот, па затоа непотизам? Мала шега. Добро се, јас жичката ме влече натаму, затоа и овака гласно зборувам за тоа. Во смисол, дали западниот регион беше малку по-развиен и по-заштитен во тој поглед и затоа дојде до идеја да се случи нешто вакво или или сепак е нешто друго во прашање? Не вака сега, можеби не толку запоставен колку можеби многу помало внимание посветено на зачувувањето на природата во регионот. И секако дека оваа донација, овој проект не случајно дојде во источниот плански регион. Јас пред малку реков, значи ние во нашиот регион, поточно не во источниот, него во сливот на река Брегалница, значи овде влегува источниот плански регион, дел од Вардарски, дел од североисточен и дел од југоисточен регион. Так. Помали површини, најголемиот дел е нормално источниот плански регион, често пати градоначелниците знаат да кажат и Брегалнички регион наместо источен плански регион. Видете 0,03% заштитени подрачја од вкупната површина на заштитени подрачја во Република Македонија. Значи можам да кажам дека тоа е навистина со еден можеби повулгарен збор смешен процент. Да. Апсолутно. Толку многу потенцијали има овој плански регион што се покажа со анализите кои што се направија. Можам да ви кажам дека Долна Брегалница е прогласено за светско подрачје на птиците. Навистина? Да, тоа е точно. Еве го слушнав тоа и јас за прв пат на пети конгрес, беше меѓународен конгрес на еколозите што се одржа во Охрид. Оваа година беше пред некој месец. Значи она со што располага источниот плански регион многу малку може да се сретне не само во други региони, него и во Европа, во некои подрачја. Можеме да зборуваме за Осоговието. Нашиот регион има 3 микрорегиони во рамките на регионот. Едниот е Пијанец Малеш, Берово, Пешчево, Делчево, другиот е Осоговскиот регион, кај што влегува Кочани, Чешиново, Брешево и така натаму, и третиот регион Плачковица. Ние пред неколку години, пред да почне овој проект, имавме едно истражување кое што беше направено од Македонското еколошко друштво, навистина солидно истражување. Тоа истражување се однесуваше на една поголема површина за заштита на Осоговските планини, што не беше прифатено од тогашниот состав на градоначалници. Нормално дека можеби поради тоа што не беше доволно дообјаснето што значи заштитување на подрачјето. Меѓутоа еве сега со новите анализи што се направија, имаме изработено ГАП анализа преку проектот, има понудено 2 концепта за заштита. Во едниот концепт се нудат поголеми заштитени подрачја, додека со 36 заштитени подрачја, вториот концепт е со 39, каде што во рамките на едно Осоговие, ако биде прогласено за заштитено подрачје, значи тоа е веќе подрачје со заштита од 5-та категорија. Так. Значи тука имаш зона за слободен економски развој, ништо не се кочи, а во рамките на тоа да има помали заштитени подрачја како споменик на природата и така натаму, каде што би била заштитата поголема, а во рамките на економската зона би се одвивале сите економски активности. Значи веќе тоа на сите ни е јасно. Регионот има голем број на алтернативни решенја за кој степен на прогласување на заштитено подрачје би било, значи почнувајќи од 3-та, 4-та и 5-та, каде што има огромни можности за економски развој, меѓутоа да не се заборави придобивката од заштитување на подрачјето, не за генерално за целиот регион, не зборуваме за некоја си метална индустрија, за некое рударство, зборуваме за бенефитот што ќе го има
регионот, генерално, меѓутоа и местното население во срцевното подрачје, преку производство на некои собствени производи, преку да речеме брендирање на тој производ, преку развој на туризмот, преку отварање на легла за ноќевање, преку нудење на исхрана на посетителите што ќе дојдат, бидејќи верувајте скоро сите анализи, барем оние на европско ниво, покажуваат дека се поголем е процентот на туристите кои што го избегнуваат комерцијалниот туризам, високи хотели, со специјални тушиви базени, него се повеќе се оди на оној рурален туризам, селски туризам, традиционална храна, традиционални производи. Овде е предноста и приоритетот на нашиот регион. Јас се надевам дека сите градоначалници сватија што значи и на кој начин треба да ја водиме политиката околу прогласување на заштитени подрачја. Еве ние има месец дена, Маријана, изготвивме 7 елаборати за природни реткости. Значи за 4-5 општини ги изготвивме. Сега во моментот секоја од овие општини поднесува барање за добивање на акт за прогласување на природна реткост во Министерството за животна средина и просторно планирање, и очекувам дека и останатите општини ќе го следат примерот на овие, на Пробиштип, на Берово, на Пехчево, на Делчево, на Кочани, ќе го следат примерот и понатаму ќе одиме токму во нашите анализи покажаа кои се тие можности што можеме да ги имаме како заштитени подрачја, како парк на природата, како споменик на природата, и мислам дека наредниот 4-годишен период во кој што ќе продолжи програмата во втора фаза, повторно со нови некаде 3,5 милиони швајцарски франци, ќе имаме навистина подрачја со кој што во иднина ќе се гордееме, а пред се ќе имаме голем економски бенефит. Дај Боже да е така, стискаме палци да се уствари повеќе. Вие доволно направивте и до сега, меѓутоа сигурно дека ќе биде тоа и понатака. И некако бидејќи во интерес на времето мораме да го привршиме разговорот, само Маријана, кои се придобивките и на локалното население, и на бизнес секторот, и на па самите предизвици на работењето, во однос на овој проект? Значи, проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка, кој што веќе завршува оваа прва фаза, имаше една од целите да го пренесе и швајцарското искуство, бидејќи во Швајцарија знаеме дека навистина особено природата и туризмот се главните носители на економскиот бенефит за државата, па сакавме да видиме дали нивните искуства можеме да ги пренесеме и во Република Македонија, поточно во источниот дел од нашата држава, да ги интегрираме. Значи, предизвиците од почетокот за нас како координатори беше да се стигне првено на доверба со локалните самоуправи и на централно ниво со Министерството. Тоа можам да констатирам дека е веќе надмината работа. Ние веќе се осеќаме како нивни рамноправни партнери, со заеднички напори одиме кон втора фаза. Благодарност до донаторот што одвојува средства за да можеме да ги видиме видливите резултати. Првата фаза беше конципирана да се постават само основите за нешто што треба да следи, а тоа е веќе да се осетат на вистина бенефитите од заштитените подрачја во регионот, и се надеваме дека заедно ќе постигнеме резултати во наредниот период. Околу бенефитите, само едно сакам да нагласам, иако еден дел веќе беа спомнати од директорката Здравева, но тоа што е бенефит на целата локална популација. Знаете, еден рудник може да донесе многу повеќе пари за функционирање на една таква работа. Јас гледам дека локалното население, освен платите кои што се навработените, нема никаков бенефит, а штетите се несогледливи. Околу загадувањето кое што тешките индустрии и рудниците го прават на природата. Меѓутоа, со заштитените подрачја, значи, таму бенефитот е само за одреден број на луѓе,
или мала група на луѓе кои што го земаат профитот. А заштитените подрачја и одржливото користење на природните ресурси ќе дадат директно бенефити за за целото локално население. Можеби некој од нив нема директно да се ја обезбедуваат екзистенцијата, но ќе биде добар начин за дополнителни приходи во семејствата да ги користат бенефитите од брендирањето, нешто што е многу значајно за заштитените подрачја. Ние ги гледаме искуствата од Швајцарија, колку влија и на цената на производот, доколку тоа потекнува од некое заштитено подрачје. Понатаму туризмот и мали локални бизниси поврзани повторно со одржливо користење на природните ресурси. Беше навистина драго да ја начнеме оваа тема и да апелираме меѓу другото за самите македонци, да ја заштитиме, да ја почитуваме и меѓу другото да го поздравиме вашиот проект и драго нешто ја одбравте Утринска телма повторно ќе ви имаме во студиото на Утринска телма во некои следни, со некои следни активности, се разбира. Ви благодарам многу, ќе погледнеме уште едно кратко видео, вакво илустрирано видео. Па потоа доаѓа и Bar Gladiators. Да, меѓутоа Мараја Кери ја слушаме прво со ретро хитот и се враќаме назад во студиото на Утринска.